Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска од Виница го најавувам почетокот на изборната кампања на СДСМ и коалицијата Можеме. За кратко време направивме многу успеси и од нив нема да се срамиме. Бараме чист мандат за да направиме уште повеќе и уште подобро. Бидејќи можеме. Можеме уште подобро со минималната плата. Замислете, таа беше само 9000 денари, што е срамота. Успеавме за 2,5 години минималната плата да ја покачиме на 14.500 денари, а до крајот на следниот мандат предвидуваме раст до 20.000 денари. Можеме уште подобро во земјоделството, каде годишно ќе се добиваат 200 милиони евра и нафтата што се користи за земјоделска механизација ќе биде целосно 100% покриена од државата. Можеме уште подобро во слободата на живење и работење. Наместо заробени и украдени бизниси, ќе поддржуваме микро и мали предпријатија со по 10.000 евра грантови за нивно развивање и ќе помагаме женско и младинско предприемаштво со грантови од 5 до 15.000 евра за почеток на собствен бизнис. Можеме уште подобро во патната инфраструктура, 260 км автопатишта, 300 км модерни експресни патишта, 950 км локални патишта и рехабилитација на дури 1500 км од постојните патишта. Сето тоа во следниот мандат, бидејќи најважно е да се комуницира, да се тргува, да се разменуваат добра и услуги. Можеме уште повеќе и во социјалната сфера. 34.000 домаќинства ќе примаат гарантирана минимална помош, а 65.000 деца ќе примаат детски додаток. Тоа е нашата цел. Предвидуваме и 777 социјални станови за период од само 2 години од почетокот на мандатот. Нема веќе привилегирани региони во државата. Нема веќе привилегирани општини и градови. Сите сме еднакви. Сите ќе се развиваме подеднакво. Програмата е навистина најдобрата програма и понуда досега. Ветувањата се исклучиво реални, бидејќи работевме домакински изминатите 2,5 години, а со членството во НАТО и со преговорите со Европската Унија ќе направиме уште повеќе, зашто ни се отвараат врати кои што од секогаш за нас биле затворени. А ги затворија оние кои десетина години на власт развиваа само корупција и непотизам, сеа страф и наместо кај граѓаните парите ги насочуваа кон џебот на бегалецот од Будимпешта, кој нескриено раководи со мајсторите за лажни вести, фейк ньюз ВМРО на чело со Мицковски, како кукла на конци. Но тие се во минатото. Доаѓаат убави години и треба да ги искористиме. Ќе одиме напред. Сите граѓани, сите партии, сите ние. Побрзо да дојде времето кога луѓето ќе ги бираме по квалитет, а не по партиски книшки. И само така ќе се ослободиме еднаш за секогаш од непотизмот и корупцијата. Од таа рак рана на општеството. А можеме, навистина можеме.